Екипо, во епизода 7 ќе проучуваме што е супорт, а што резистенс, како гледаме поддршка и отпор, значи во корелација со трендот и можните реакции. Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Во минатата епизода учевме различни временски интервали и ги учевме патерните, односно принтовите, кај што има потенцијален реврзал или брейк, односно продолжува трендот. Сега, тие како принтови треба да ги знаеме и функционираат на сите таймфрейми, но за нас ќе има посебно место кај што ќе чекаме потенцијална реакција на тие патерни или некој од вас знае, некој не, зона на интерес. Значи, зона на интерес е место каде што гледаме потенцијална реакција или продолжување на трендот. Сега, ќе започнеме од она добро познато, сите го имате слушнато, супорт и резистенс или supply demand е зона на банка, зона на инвеститори, односно зона на сите трейдери, кај што бараат една средина или еквилибриум, кажано. И од тука бараат потенцијална реакција или потенцијален продолжеток на трендот. Сега, ние ќе знаеме како зона на интерес или ареја на интерес. Ја се пишем AOI, Area of Interest, значи зона на интерес. Зошто? Од тука ќе се случува се понатаму што ќе го имплементираме во нашава стратегија. Сега, што е супорт, што е резистенс? Значи, ценава од горе слегува надолу и иди до супорт зона. Нешто што помага да се одбија и да оди нагоре. Значи му помага. Фактички некој ни помага да се качиме нагоре. Значи, еднаш пробало да пробија, втор пат пробало да пробија, трет пат пробало и некој уствари му вика стоп, ти тука не можеш да одиш натаму, врати се назад и фактички ти турка, ти помага. Зато супорт е нешто што ни помага, значи светете го како за нешто што ни помага да одиме нагоре. А во техничка анализа супорт е зона каде што ќе гледаме бај, нешто што цената ќе турка нагоре. Контра од тоа е резистенс. Значи, кога ценава иди до овој резистенс, гледа некаков отпор. Значи, нешто што вика, окей, го достигна врвот, значи не можеш тука, враќај се надолу. Значи, ти кажувам сега на полесен начин да сватиш што е супорт, што е резистенс. Значи, резистенс е кај што има отпор, а супорт е кај што ни помага нешто за да одиме нагоре. А отпоров ни вика, окей, крај, слегувај надолу. Значи, супорт или buy resistance или sell. Истото и supply demand. Значи исто е супорт за supply, demand за resistance. Ние не го викаме супорт и resistance, ние го викаме AOI, зона на интерес. Главно правило што треба да се знае како функционира овие реакции, да речем. Значи треба да има, за да имаме валидна зона на интерес, треба да имаме минимум 3 пипкања. Значи 3 реакции од зоната на интерес во ситуација од supply. Какви реакции? Имаме реакција со вик, имаме реакција со тело. Повалидна реакција е секојаш реакцијата со тело. Значи од свеќата. Значи, кога тело ќе се затвори во зонава на интерес, е поголема веројатноста да ја земиме како валидна,
отколку Вико. Значи Вико не го исклучуваме дека не е валиден. Туку поголема конфирмација добиваме ако свеќата дојди се затвори во зонава и од тука одбија. Сега, се сеќаваш дека зборувавме минатата епизода за Пимбар, за Доджи и за тие патерни што ги преучувавме, значи нема да ги повторувам сепак, но само ќе ги нафрлам. Пимбар, Доджи и сите патерни што беа со голем вик, уствари беа патерни за реакција. Ако се сеќаш, значи виков е нели таа манипулација, од една страна насочува селери, значи манипулира селери да го продолжат трендот, од друга страна се враќа викот, овде ни собира ликвидити и уствари ние добиваме што реакција од супорт зона за да продолжиме нагоре. Значи со еден удар што вика на нашки 3 муви тепа. Манипулира селери, собира ликвидити и прави reversal pattern, односно rejection, дали е Пимбар, дали е Доджи, значи ќе си ги научите тие патерни. Дали нешто друго ни прави од зоната на интерес. Значи важно нешто за патерните што ги проучувавме се да ги имплементираме кога ни се во зона на интерес. И кога гледаме некаков си потенцијален reversal, дали за entry сигнал, дали ќе го фатиме и тоа. Сега е битно да знаеме дека супорт или зона на интерес ни е за buy и resistance ни е зона на интерес за sell. Се друго кој ќе обележиме таа зона, треба да следиме price action, структура, реакција и сите останати работи што ги проучувавме изминатите епизоди. Значи, полека се доближуваме и секоја епизода е засебна, ама е поврзана со претходната и ќе биде поврзана со следната штиди. Значи, се подлабоко онака влегуваме натрешно во маркетот и како функционира, значи, како функционира овој систем во години уназад. Значи, мора да имаме план. Како што кажав, ако има структура, значи структурно се водиме според нешто, имаме план, имаме правила, значи ги знаеме тие правила, знаеме кај целиме. Без тие правила, значи се џабе. Сега. Ова вака изгледа нацртано. Да го имплементираме во чартот. Како изгледа во чартот. Сега, значи, ќе бараме само зона на интерес, супорт и резистенс, а понатаму, во следните епизоди што ќе следат, подлабоко ќе влегуваме кои се правилата за зоните. Да почнем. Овде имаме 3 пипкајна. Дали гледаш? Значи повеќе од 3 пипкајна, се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пипкајна. Што рековме, горната зона, односно нешто што ни дава напор да не слегуваме надолу, се вика resistance. Сега, ова е на daily time frame. Има правила каде што ќе гледаме на кој time frame е зоната, на кој time frame бараме нешто друго. Сега, она што спомнувавме минатиот час, ќе започнеме од првиот пример. Дали се сеќаваш кој патерн беше овој? Големо нешто и контра нешто што се спротивставува на тоа големо помало. Мајка и дете. Или харами патерн. Овде може да видиш дека тој харами патерн дава назнака дека цена водела нагоре и дава назнака дека имаме промена. И дали таа промена се случила на ценава? Дали имаме реакција од зоната на интерес, дали имаме харами патерн и дали цената продолжила за сел. Одиме следно. Дали во овој пример имаме некаков си патерн? Имаме, гледаме се. Значи ова е Доджи или Пимбар. Свеќа една, што каже окей, реагирам од оваа зона на интерес
и има шанси да имаме потенцијален реврзал или сел. Значи била buy ценава, имало купувачи, сега имаме окей, еве ви пимбар. Каде се наоѓа тој пимбар? Тој пимбар се наоѓа во зона на интерес. Што ни укажува тој пимбар? Тој пимбар ни укажува дека има можност за потенцијален реврзал. Односно, зоната што ја гледаме како отпор ни е валидна за потенцијален сел. Одма после тој пимбар има неодлучен кендел и имаме engulfing кендел, нели она што проголтува нешто и што продолжува во тој правец. Значи овде имаме два примери. Пимбарот ни дава назнака дека имаме реакција, дека зоната ни е валидна и штеден до него одма не една, туку втора свејка испринтана, engulfing candle, каде што преголтува 3-4 овде свејки со тело и што прави цената? Оди надолу. Трет пример. Каква свејка има овде? Пимбар или доджи. Значи ова дали ќе го сватите како пимбар, како доджи, како хамер. Битно е мало да е телото, а голем да е викот. Значи дали ќе го кажеш ти пимбар, дали доджи, дали хамер, ти знаеш дека овој патерн ти е реакција каде што има потенцијален реврзал или промена. Свинг. Се во ситуацијава, гледај. Овде имаме преагресивни баери. Така? Значи бај, гледаш колку ценава брзо оди нагоре, бај. Одма после тоа вика, окей, продолжуваме бај. И сега овде моментално ние свеќа да гледаме пимбар, а тоа во моментот може да била вака, пошто ја гледаме моментално. И тука се вика, окей, пробијана зона, значи ова зона ни е пробијана, не ја поштова, како во ситуација овде. Или овде, ако ја пробија зонава, праирите сте продолжува. Не ја поштова зонава, најверојатно ценава продолжува нагоре. А што прави овде? Почекува 4 сати да се затвори. Што формира? Формира пимбар. Што ни е пимбар? Пимбар ни е потенцијален реврзал патерн ако се усогласи во зоната на интерес. Што прави цената? Следно, има реакција за сел. Значи, дали ова според тебе е случајно или е кодирано, програмирано и е според психолошка состојба на човекот. Значи, нешто што се случувало години уназад, се случува и сега, ќе се случува и во иднина. Значи, ова е кодиран алгоритам што работи врз база на човечка психологија, кога вбризгуваат пари. И овие патерни ќе бидат секогаш. Ама ако ги усогласиме правилно според правила и прописи и структурно да следиме, секогаш може да ни донесат добри пари. Нели, на крајот денот сме за пари тука, односно овој бизнис го работиме за пари. Не е по секоја цена и крајна цел да бидат парите, но да си докажеме дека можеме да бидеме успешни, а можеме да си докажеме ако имаме план, ако гледаме правилно на маркет. Не бараме перфекција, што многу штети перфекцијата во овој бизнес. Бараме правила, што ќе ги поштоваме 70-80%. 100% нема. Значи, таков е маркетот, 100% нема. И ќе земеме уште еден пример. Добро, набитно. Сега. Овде имавме реакција на храми патерн, овде имавме реакција на пимбар патерн, овде имавме реакција на пимбар патерн, овде имаме реакција на нешто што голта или тоа беше engulfing candle. Ова свеќа ја голта претходната. Значи, тоа значи пак патерн за реврзал или патерн за продолжување на тренд. Во ситуацијава е патерн за реврзал. Зошто? Пак овде имаме силен пуш, ако почнеме да ја следиме маркет структурава, имаме силен пуш. Дошло до зонава на интерес, тука е крајот. Значи, engulfing е голтава свеќа, прва назнака дека цената сака да продолжи надолу. Каде оди цената? Продолжува надолу. Ова беше пример за резистенс. Пример за супорт. Да најдеме. Еве го одма долу. Ова е исто, само обратна насока, односно
контра од другото. Се спуштува ценава овде. Каков патерн имаме овде односно принт? Пимбар. Што прави цената? После пимбарот акумулира средства, оди нагоре. Чи едно пипкање имаме. Продолжува. Второ пипкање овде имаме. Зошто имаме второ пипкање? Оди пак се враќа. Значи излегува од зона на интерес и пак се враќа. Значи овде имаме две пипкања. Потребно ни уште едно за да не биде валидна зоната. Значи од ситуацијава се две, ако тргнеме наваму, значи и од оздола и од озгора, значи затоа е зона на интерес. Значи во зонава на интерес, да напоменам, мора да имаме и супорт и резистенс, значи не е само еднонасочна да биде, туку треба и од оздола да има, значи структура и од оздола, фактички ова му иди резистенс, а на овие му иди супорт, ме разбираш? Значи од оздола е супорт, од озгора е резистенс. Се во ситуација имаме ние повеќе пипкања, ама јас го зедов како пример. Значи повеќе пипкања ќе бидат, вака го тргаме, значи овие се други епизоди што ги учиме, значи гледаш овде од пипкала за сел, овде пипка оди бај и така натаму, значи во другите епизоди ќе ви напоменам колку време трајање треба да има зоната на интерес, колку пипови, значи се подетално ќе фаќаме, но чекор по чекор. Значи овде имаме две реакции. Првата реакција е пимбар, излегува ценава. Втора реакција. Овде, нови ритест. Каков патерн има? После овој ритест. Имаме engulfing candle. Зошто? Тој голта 5 свејки овде. Гледаш? Значи, прва валидација, излегува ритест, втора валидација, цена води бај. Овде, има и вакви ситуации, кај што цената не достигнува до зоната на интерес. Односно има реакција од пагоре. Ова исто како премиум дискаунт. Значи нема 100% во маркетов. Некој знае да не се исплачитува. Ја одавде. Што правиме ние во оваа ситуација? Ништо. Оти ние чекаме потенцијален бај од ова зона. Не чекаме од ова зона. Значи затоа се правилата, затоа се зоните што ги најдуваме, што чекаме од таа зона потенцијален бај. Не чекаме од тука. Не чекаме одавде. Туку чекаме одавде. Следен пример. Ценава се спуштала надолу. Дошла ова до зонава на интерес. Кој патерн го имаме овде? Мајка и тело. Мајка и дете. Значи имаме харами патерн. После харами патерн што прави ценава? Оди нагоре. Значи дали ни е валидна зона на интерес? Ова ни е трето пипкање. Значи трето пипкање имаме валидна зона на интерес. Сето лево ваму не го гледаме. Во ситуација имаме 3 пипкања. Океј. Продолжува ценава нагоре. Што прави? Се спушта. Четврто пипкање. Прави пуш. Немаме доволно гориво, така? Се враќа нов ритест. Што прави со овој ритест? Акумулира средства и друго собира селсет ликвидите, односно стоп ордерите на овие трейдери што влегле пред време бај. Значи пред време влегле бај. Овде немам никаков патерн. Мислам овде имаме харами патерн, да, ама овде некој влегува и на ова свеќа. Овде имаме харами патерн. Да, но недоволно гориво и се враќа да собери овој селсет ликвидити. Значи собира ликвидити, собира гориво, до каде? До овој бај сет ликвидити. Значи има и вакви ситуации, кај што не по секоја цена кој зареагира ако што треба дека ќе турка нагоре. Следен чекор што е? Се враќа повтор. Значи овде беше третото пипкање. Четврто пипкање, лош обид, односно неуспешен обид, петто пипкање, неуспешен обид. Сега собира средства, односно акумулира пари овде од повеќе ордери и шопри. Ова беше Morning Star патерн, ако се сеќаваш. Значи третата свеќа да се затвори над ова, да имаме пимбар и нешто што излегува од оздола и оди нагоре. Morning Star. Значи петто, шесто пипкање имаме валидна зона на интерес и овде е валидна. Ама не на секој пипкање дека нас ни гарантира дека цената мора да оди нагоре. Че мора да има и ликвидација на средства, мора да има и играчи што ќе отпаднат, зошто за да има поголемо гориво за да го турка трендот. Значи мора маркето, замисли си дека има едно грне и то грне треба да го наполни со злато.
И сега овде сегде има злато, во ситуацијава се пари. И окей, дај да го наполнам грнево, зошто? Ми треба за да потплатам, да турни нешто нагоре, да купам гориво, на пример. И така натаму. Следен пример. Значи ценава повторно се враќа назад. Каде? Во зона на интерес. Овде, значи ова не е engulfing coated и со тело не се затвора под ова свеќе, значи не и секош пак ги имаме овие патерни, кои што се овде. Во ситуација имаме реакција, обид, што прави ценава? Ценава се враќа. Каде се враќа повторно во зона на интерес? Што прави? Собира ликвидити, полни гориво за следен пуш. Овде, значи, гледаш, овде имаме па две војни. Овде имаме вик голем и големо тело. Значи, од една страна вика, окей, ова е реакција, од друга страна вика, окей, ова е engulfing candle, што се затвора над повеќе свејки лево, дава две назнаки. Значи, викот е реакција, собран ликвидити, ова engulfing candle не дава, значи се затворил на овие свејки, тоа ни дава назнака дека продолжува нагоре. Каде нагоре? Во некоја си друга точка, каде што е предвидена за маркетер. Сега. Сакам да најдам место каде што ќе има и buy и sell, односно кажав дека support и resistance во тој квадрат што ќе го цртаме ние двонаменски, значи за buy и за sell. Се случува и вакви опции да има, односно ситуации. Не испоштовала во зона на интерес, но имаме сел. Зошто ти нема перфектно? Овде имаме сел. Овде па гледаш не стасала скроз до зона на интерес, туку имава неуспешен обид да турни до овде ценава, продолжила надаму. Зошто? Ти овде нешто друго си најдува. Што нашиот фокус ни ова најдено, ни ова го гледаме. Некој дали алгоритам, дали трейдер, дали сите ти работи барат овде фокус. Така? Сега овде гледаш дека има ситуации повеќе за сел. Значи овде не е валидно, али излегува од зонава. Значи ова е пример да го дам. Кога не се почитува зонава, има реакција и излегува од зонава. Гледаш овде дека свеќава излезена од зонава. Ова следна стапка има ритест на зоната, значи ова се смета како ритест. Не секош треба да има swing high или swing low или структурно да биде. Значи ова се смета за ритест, зошто излегла од зоната и се вратила да ритестира. И онма после ритестов што има? Engulfing candle. Каков engulfing? Bearish engulfing, зошто? Ценава продолжува надолу. Значи, пример за сел. Една реакција, две реакции, три реакции, четири реакции. Пример за buy. Че имаме овде една реакција. Во ситуација, ако одиме налево, имаме две реакции. Овде имаме три реакции. Имаме четири реакции. 5, 6 и така натаму. Значи, да го повториме правилото. 3 или повеќе пипкања во зона на интерес, значи минимум 3 пипкања, не 1, не 2, не 0,5, минимум 3 пипкања за да имаме валидна зона на интерес. Како за супорт, така и за резистенс, сама повторувам. Нашата зона на интерес опфаќа и супорт и резистенс. Се разбираме? Зошто ти ценава значи ценава овде била некош под ова зона. Значи овде бара резистенс, сега е над ова зона. Бара супорт. Разбираш, зато. Значи, нас ни е битно да имаме и супорт и резистенс во зоната на интерес и да имаме 3 или повеќе пипкања. Ако е пипнато со вик, е помалце, да речем, верифицирано или како, замислете го како 50% е со вик, 70% е со тело. Значи не е голема разликата, ама поверодостојно да ни пипни со тело. Зошто ти секојаш клаваме фокус на тоа тело да ни биде, значи како реална слика. Викот е како манипулација. Да, во многу наврати уназад овде викот ни помага како реакцијето. Но да не влегувам се подетално на кој тајмфрем што како ќе одиме во следните епизоди, за нас е битно да бараме супорт и да бараме резистенс со 3 или повеќе пипкања. Сега, како задача ти
Че бараш само супорт и само резистенс на одредени 3 пипка и на 4, откој ќе најдеш, значи горе, откој ќе најдеш резистенс, например, долу откој ќе најдеш супорт, гледаш што направила цената, гледаш кој патерн, гледаш дали има брейк на структура на помал таймфрейм, значи шетајте ги таймфреймите. Шетајте ги и гледајте само, навикнувајте го окото што прави цената кога ќе дојде во зона на интерес, кој патерн ни го дава, кој брейк ни го дава, може слободно, значи да ги вртите временски интервали на кој што сакате. Зошто ти сегде исто е. Еве зони на интерес барајте на дейли, значи на дневен интервал, а се другото патерни барајте на 4 сати, брейк на структура, значи овде ние се имаме зона на интерес, така? На 4 сати имаме патерн што го учевме. Значи овде не може да ми дај. Ево овде имаме зона на интерес. На дейли имаме резистен зона, на 4 сати ќе најдеме патерн. На 4 сати ќе најдеме патерн. Каков патерн, дали engulfing, дали така натаму, не знам. На 2 или на 1 час временски интервал ќе најдеме овде структурно кај што се крши структурата. Разбирате, значи ние можеме повеќе работи да најдеме. Еве како задача, како за домашна, на дейли барајте ги зоната на интерес, супорт само, резистенс само, после спојте ги во супорт и резистенс, а на 4 сати да го бараш патерно. Engulfing, doji, pin bar, evening star, morning star, harami pattern bearish, harami pattern bullish, и таму што проучуваме. Што има премногу патерни, значи тие што ви кажав во минатата епизода, тие ги зачуваме. Swing high, swing low, како се формира во зоната на интерес, значи сите овие досегашни работи барајте ги во зоната на интерес. И пример, барајте супорт, односно премиум и дискаунт, да видите како функционира нешто. Сега овде, кој ќе барате, напомена, ако клајте само на врвов и лево немате, например, за супорт резистенс, не е проблем. За премиум дискаунт, не е проблем. Значи, ако ги барате врвојве, ова е all time high или extreme high, овде немаш support resistance, значи нека не ве буни тоа. На помал таймфрейм барајте support resistance, на поголем таймфрейм барајте зона на интерес. Мал пример за тоа дали функционира нешто, ако тргнеме, ова е на weekly, ако тргнеме, high, low земиме, кај се рече ценава? Во зона на интерес и во премиум, зошто? Сел, значи гледаш како се потврдува работите. High, low, ценава се враќа во премиум. Што имаме во премиум? Зона на интерес. Која е зона на интерес? Резистенс. На weekly дали имаме пимбер? Имаме. После тој пимбер што се случува? Сел. Дали имаме ретест? Имаме. Овде имаме 3 пимбари, 3 реакции. Што имаме? Сел. Гледаш дека и на weekly, ова за една свеќа треба една недела да се случи. Значи гледај како се принтал маркетов. Овде му треба месеци за нешто да се направи. Значи, зато функционира и на месечно ниво, и на дневно, и на неделно, и на така натаму. Значи, ова е weekly, значи, како што кажав, на weekly нешто се повторува и на daily, и на 4 сати, и така натаму. Спомнавме support resistant, спомнавме UI, спомнавме што значи, кои се правилата, патернот како реагира во support resistance. Овде имавме пример и за премиум и дискаунт. Толку за ова видео, во следното опфаќаме повеќе детали.